Биди подготвен е светскиот слоган на извидниците. Подготвено ја започнуваме и оваа луѓе и места во која ќе ве запознаеме со двајца од 29 милиони извидници во светот. За таа цел, ве водиме на самиот почеток на населбата Кисела вода, каде што се наоѓа бараката, како што ја нарекуваат тие, каде што е сместен извидничкиот одред Методија Митевски Брицо. За некого само обична барака, но за моите соговорници, тоа е место каде што покрај извидничките вештини, тие ги научиле и основните животни вештини. Иако секојдневните работни обврски малку ги оддалечуваат од извидниците, сепак обврската што ја презеле кога биле како нив, трае цел живот. А таа е во основата на извидничкиот поздрав. Поголемиот да се грижи за помалиот. Основач на извидничкото движење е сер Роберт Баден Пауел, уште во 1907 година. 14 години подоцна започнува и извидништвото во Македонија. Неодамна Сојузот на извидници прослави 60 години од своето постоење. Денес во Македонија постојат 16 извиднички одреди. Во еден од нив ќе ве запознаеме со двајца представници на две различни генерации извидници. Јулијана Симоновска Даскалов е активен извидник од 1988 година. Од тогаш па до денес таа ги поминала сите фази во извидништвото. Бескрајно благодарна е на оваа активност во нејзиниот живот. Активност која ве подготвува за животот, како што вели таа. Својата извидничка приказна ја започнала сосема случајно, на едно летување со извидниците. На тоа летување, еден немил настан и го променил животот. За прв пат на едно острово наречено Острово на младоста, на Хрватското приморје, каде што целосно островото беше направено од извиднички кампови. За моја среќа, јас останав од тогаш заедно со извидниците, затоа што по една несакана ситуација, извидниците за среќа го спасија мојот живот. И кога се вративме во Скопје после тоа летување, сакав да дознам што всушност представува извидништвото. Јас никогаш претходно немав слушнато нити за извидници, ниту пак познавав лично некој што е извидник. Со момчињата кои го спасија мојот живот, тоа беа петмина прекрасни пријатели, еден од нив, Милчо, за жал повеќе не е меѓу нас. Останав да се дружам интензивно. Девојките кои подоцна ме земаа во нивната екипа, на времето имаше надпревар кој се одвиваше и во Македонија и се уште постои, се вика надпревар за ориентација. Тогаш 5 девојки како една екипа требаше да се надпреваруваат прво на ниво на Скопје, па потоа на ниво на Република, и најдобрите од Републиката одеа на надпревари во тогашна Социјалистичка федеративна Република Југославија, и најдобрите 6 екипи од сите републики се надпреваруваа на така наречен партизански вишебој. Запознавајќи се со девојките кои беа тогаш во екипата, тоа се Ана, Билјана, Валентина и Марија. Јас бев петтата. Сосема случајно влезена во таа шампионска екипа на тогашна Македонија. Освоивме прво место во Југославија и навистина бевме пресреќни, тоа беше 90-та година. Почна сосема случајно на едно летување, а се уште еве 25 години трае. Томе Велковски е дел од првите генерации извидници на Методи Митевски Брицо. Бил водач и основач на уште неколку извиднички одреди во Скопје. По професија правник, но цел живот извидник. Се уште активно им помага на младите извидници кога имаат потреба од него. Извидништвото е активност каде што се учат специфични вештини, но и животни, вели тој. Кои се тие придобивки? Пред се прво е одговорност.
Јас многу ретко до сегашниот живот сум задоцна. Јас или доаѓам на време или не доаѓам. Втора одговорност. Одговорноста за превземена обврска. Да научиш дека тоа си го ветил, дека како се покажуваш за тоа дека си одговорен во извршување на обврската. Квалитетно, навремено, во рок даден. Понатаму, да се припремиш, да се најдеш во непредвидена ситуација. Кога нешто не очекуваш, да реагираш правовремено. Тоа се 3-4, а понатаму и да знаеш да комуницираш со луѓе, да се социализираш и да изградиш еден пристап кон, бидејќи во извидништвото имате водачи и водени. Водачите тие што го водат целото членство и тие мора да имаат посебни квалитети со кои што ќе придонесат да активности се одвиваат успешно, масовно, квалитетно и така натаму. Значи да одбереш вистински луѓе, да ги поставиш на вистински места за да твојот одред и твојата единица работи со успех. Тоа е како сега модерно се нарекува да имаш лидерски особини. Тоа најверојатно така е. Мене ми е можеби жал за тоа што не бев извидник од дете. Ние работиме во извидниците во 3 категории. Категорија развигорци, кои се од 7 до 11 години, категорија на помлади извидници кои се од 11 па се до 15 години и категорија на извидници кои се од 15 па се до 20 години. Сите што се над 21 година се викаат возрастни во извидништвото или adults in scouting и тоа се луѓе кои навистина треба таму да им служат на извидниците, но кај нас, знаете, во нашиот македонски говор, кога ќе кажете дека треба да му служите некому, некој мисли дека треба наистина да го послужувате, не. Тука се возрастните во извидништвото да им помогнат во нивните обуки, да помогнат во едно управување, менаџирање, популарно наречено, на извидничките одреди, во организирање на настаните. Активностите на извидниците се поделени во 2 дела. Едниот дел е едукативен и се случува во вакви простории, а другиот дел во природа. Томе е дел и од првиот одред по речени, извидници покрај река. Од моето време и денеска се учат разни вештини кои што се потоа практично изведуваат во определени надпревари, како што е подигање и спуштање на шатор, сигнализација без компјутер, без на далечност, или познато морнарички кодекс од знаменца да се пренесе порака. Потоа морзе, пренесување на порака со морзева азбука. Ориентација во природа, изработка на материјали од движење во природа, како се скица на долг патека, кроки, скица на база и така натаму. Така да тоа е првиот дел, потоа врзување на чворови, јазли, по наше уште чворови. Не може да се заборави тоа во младите години што се учи. Значи, многу активности кои што пак во еден ист надпревар подигање на засолниште да преспиеш. Во еден надпревар кој што трае 2 дена, ти треба едниот ден да пешачиш, да преспиеш, да организираш за себе и за групата од 4 членови вечера и доручек и утрената пак да продолжиш со надпреварот. Кога ние веќе бевме 7 одделение, тогашното раководство на одредот имаше добиено или не знам од каде гумени војнички чамци. Замислите на тоа време, гумен војнички чамец. Тоа беше невидено богатство. И тие што ќе беа најдобри добиваа статус на извидници по речани, што имаат активност по река, со плави униформи, и тоа беше ексклузивитет, вие да пловите по треска, по Вардар, во тоа време, 65-та, 66-та, 67-та година и натаму. Се сеќавам многу на сите надпревари кои беа во градскиот парк во Скопје. На прекрасните звезди кои може да се видат само доколку спиете и кампувате во шатор некаде на планина.
Она кое ми недостига, тоа се сите планинарски домови, дел од нив, за жал, повеќе нема на планините низ Македонија. Се сеќавам на тоа и секако на еден куп гитари и непреспани ноќи покрај Логорскиот оган. Пријателствата кои тогаш започна, кои тогаш наивно се случува, сега се уште траат и верувам дека тоа никогаш нема да згасне. Извидниците се познати и по смотрите, односно собирите на извидници кои се одржуваат кај нас, но и извидници од Македонија порано биле дел и од сојузните смотри. А денес се дел од джембуријата, како што ги нарекуваат собирите на извидници од целиот свет, кои се случуваат еднаш на 4 години. Смотрите на извидници, почнувајќи од градска, од републичка смотра, сојузни смотри, кои се одржува секој пат во друга република, во друга локација. Србија, на Фрушка гора, Словенија, Хрватска и така натаму, Босна. И тогаш ќе се дружиш еден одреден период, 10 или 15 дена, со твои врсници, исти по определба од цела тогашна Југославија. Тоа извидничко движење или скаутско движење е предизвик сега па за овие помладиве генерации. Затоа што дава можност за многу обуки кои се навистина креативни, дава можност за собир еднашка на секои 4 години на различен дел од планетата Земја се одржуваат извиднички кампови со одредена програма која траат 15 дена и се популарно наречени джемборија. Секој извидник од Македонија има можност да се пријави на тоа джембори, но тие джемборија се предвидени за генерации од 11 до 17 години. Сите постери кои се таму, како што кажавме, таму служат или таму се со одредена задача да им помагаат на извидниците. За извидниците се карактеристични нивните обележја, пред се марамите, амблемите, поздравите. Секој одред си има своји обележја, а на светските собири и секоја држава е препознатлива по своите. Извидничката марама е карактеристична за секој извиднички одред. Кога ние одиме и ја застапуваме или ја представуваме Македонија надвор, тогаш сите извидници покрај извидничката марама носат уште една марама, која е обележје на самата држава. И тоа е интересно кога ќе видите многу извидници. Например, на таквите джембори има околу 30.000 извидници кои 15 дена живеат, јадат, работат заедно, се прават заедно. На крајот на едно такво случување, сите извидници си ги менуваат своите марами. Па вие можете да замислите колку можете да соберете марами од секаде на светот кои навистина посебно ви значат. Од сите карактеристики кои извидниците ги имаат, најспецифична е извидничката марама, секако, извидничката кошула и нашиот поздрав. Тоа се со левата рака споени големиот прст, палецот, врз малото прсте. Тоа значи дека поголемиот го чува помалиот. И трите исправени прсти се трите обврски за кои секој извидник се заветува еднашка во својот извиднички живот. А тоа е обврска кон себе, обврска кон другите и обврска кон духовниот развој. Јас имам таа чест кога на децата ќе им треба нешто да вежбаат во природа со алат, кај што треба да нешто да се сече, да се прави, да се ќе дојдат кај мене на така наречениот вилаетот, тоа е на водно, и таму имаат дрва на располагање, алат, да видат како се сече, како се врзува, како се прави тоа, како се правува. Така да не ги оставаме. Сега имавме една ретка прилика, добивме на подарок, приватно, еден убав рафтерски чамец за 7 души, најверојатно од пролетва кој се стопли малце, ќе продолжиме со таа традиција на пловидби по треска, по Вардар. Најверојатно ќе го основаме првиот рафтерски клуб во Македонија, бидејќи рафтинг клуб во Македонија за жал се уште не постои. Тоа е мојата идеја, тука е чамецот. Се она што вие ќе го стекнете како љубов во извидништвото, ќе се пронајдете себе си, ќе работите на себе, на создавање на вашиот карактер, на вештини каде што никаде никој нема да може да ви ги даде. Затоа што извидништвото застапува неформална едукација.
Се поздравивме со Томе и Јуле онака како што се поздравуваат извидниците во целиот свет, со нивниот специфичен поздрав. Нека тој биде поздрав и до вас, бидејќи овде е крајот на оваа луѓе и места. Почетокот е за точно 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.